Дозволете ми на почетокот да ве поздравам и да го изразам моето големо задоволство што денеска пред македонската јавност имаме можност да промовираме нови дела од капиталната едиција Македонски искушенија, во која се содржани 50 нови изданија кои го воздигнуваат нашето историско минато. Оваа едиција е надоврзување на првиот дел на овој исклучително значаен проект, кој произлезе од големата продукција на документарни филмови, кој во изминатиот период ги реализираше Македонската радио телевизија. Се со цел да го збогатиме пред се документарната продукција во нашата држава, како и македонскиот книжевен и историски корпус и дополнително да ги афирмираме личностите и настаните кои оставиле длабока трага во македонската историја. Надоврзувајќи се на овие филмови, ние всушност создадовме едно книжевно богатство, кое е потврда дека нашето минато, темно или болно, контраверзно или афирмативно, оставило длабок печат врз нашата сегашност и нашиот идентитет. Во тој контекст, секој читател нови изданија, кој воедно може да го погледне и документарниот филм, кој е во прилог на книгите, има можност објективно да се соочи со нашето минато. Реално согледувајќи ја комплексосна на нашата актуелна сегашност како држава. Токму затоа овие изданија имаат исклучително значење за нас и за идните генерации, бидејќи преку нив ние ќе се стекнеме со бројни сознанија за најзначајните појави и процеси во поновата историја на Македонија, за револуционерната и духовната сила на нашите претходници во остварувањето на државотворните цели. Сушност едицијата Македонски искушенија е символично кажано своевиден стожер на културниот идентитет на Република Македонија, на крстопатот на светските цивилизации, но и во актуелните глобални политички превирања на модерното време. На денешната промоција представуваме дела кои се однесуваат на личности од епохата на македонската револуционерна борба од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, како и дела од нашето културно-историско минато од средновековниот период. Овие книги, како што забележав и претходно, се збогатени со копии од документарните филмови кои беа емитувани во изминатиот период на Македонската радио и телевизија. Денеска пред јавноста ја представуваме книгата посветена на христијанските рамноапостоли и сесловенски просветители, светите браќа Кирил и Методи, кои за прв пат го активирале феноменот на словенскиот фактор како своевиден политички, црковен или културолошки баланс во идниот растеж на европската цивилизација и култура преку источната и западната традиција. Меѓу насловите кои ги представуваме пред нашата читателска публика е и публикацијата посветена на еден од најистакнатите македонски револуционери и предводници на Илинденското востание, Дамјан Груев, која ни го доловува ликот и делото на човекот кој бил спиритус агенс на македонската револуционерна организација. Неговиот лик е символ на македонскиот опстој и непокор, пример за човечноста, доблеста и одлучноста да се истрае во борбата за идеалите, да не се подклекне се до последниот здив во вербата и борбата за слободна Македонија. Втората книга од овој период е посветена на Пере Тошев, уште една маркантна фигура во македонското револуционерно движење, која и даде свој белег на целата македонска и илинденска епоха и го зазаде своето заслужено место меѓу четворицата великани, заедно со Гоце Делчев, Дамјан Груев и Ѓорче Петров. Ако Делчев беше апостолот на македонското револуционерно движење, ако Ѓорче беше креатор на надворешната политика на организацијата, ако Дамјан Груев беше предводник на илинденската вооружена борба, тогаш за Пере Тошев може да се каже дека беше креатор на внатрешната политика и државното уредување на револуционерна Македонија како демократска парламентарна држава во создавање. Со посебно задоволство би сакала да ја представам и книгата која го представува првиот том на делото Најпознатите македонски војводи, во кој е обработена појавата, развојот и основните начала на Четничкиот институт на ВМРО, кој всушност ја представува нелегалната армија на ВМРО во тогашна османлиска Македонија. Почитувани присутни, древната мудрост упатува на сознанието дека народите кои не ја почитуваат и не учат од собствената историја, живеат со ризикот таа да им се повтори.
Обидите за оспорување на автентичноста на современата македонска историска мисла никогаш не престана. Дури и денес ние се соочуваме со суптилни, но и нескриени обиди за проблематизирање на македонското битисување на овие простори низ призмата на обиди за нови политички редефинирања на Балканот и пошироко. Од тука едицијата Македонски искушенија е една нова подкрепа на постаментот на историската вистина за македонците, свој на своето, со јасно изразен став, интерес и желба за соработка со останатите народи, како може би мал, но секако значаен прилог кон современата реалност на светската цивилизација. На крајот сакам да упатам голема благодарност до издавачката куќа Магор, до сите соработници, професори, до сите оние кои дадоа свој придонес во реализацијата на проектот Македонски искушенија и првиот дел, кој што целосно го завршивме, и вториот дел, кој го отпочнавме и досега се реализирани 7 книги од 50 кои што ги напоменав. Дозволите ми во оваа прилика да се заблагодарам до владата на Република Македонија за огромната поддршка и посебно благодарност до председателот Никола Груевски за поддршката на сите овие иницијативи и проекти со кои поставивме нови стандарди во универзалноста на вредностите кои македонскиот народ ги даруваше на светската историја. Ке завршам со размислата на Гоце Делчев, кој во една пригода забележал: Ке бидете многу наивни ако им верувате на нашите зборови. Гледајте ги нашите дела.